Добар ден, министре гувернерке, се наоѓаме пред седиштето на Светската банка и ММФ. Каква е атмосферата на годишните пролетни средби во Вашингтон? Како ги оценувате прогнозите дека пролета се уште не е присутна, со оглед дека генерално има знаци на забавување? Тевдовски? Да, благодарам за поканата. ММФ и Светска банка ги намалија прогнозите за растот на светската економија заради волатилноста и неизвестноста што постои, трговските војни, неизвестноста со Брекзитот и други фактори, но најважно е што во услови кога кај најголемиот дел од земјите во светот ги намалуваат проекциите за растот, за нашата земја, за Северна Македонија, ја зголемија проекцијата од 2,8 на 3%, тоа е ММФ во најновите проекции. Тоа покажува дека земјата се движи во добра насока, дека економијата закрепнува и еве веќе почнува да ги остварува и подобри стапки на раст. Гувернерке, меѓутоа домашните и меѓународни експерти смета дека тешко се остварливи овие оптимистички прогнози на влада. Кој е вашиот коментар за прогнозите? Добро, Централната банка два пати во текот на годината изготвува цел сет на макроекономски проекции, значи во сите сектори, реалниот сектор, екстерниот сектор, монетарниот сектор. Последната рунда на проекции која што ние направивме датира од октомври минатата година и со оваа проекција ние очекувавме раст за 2018 од 2,3%, меѓутоа остварувањата беа повисоки како што видовме, 2,7%, а за оваа година нашите проекции се над 3%. Секако ние ги имаме во предвид последните движења, последните проекции, бидејќи движењата во нашата економија зависат и од екстерното окружување во голема мера. Сега во моментот стручните служби на Народната банка работат на проекции на растот, на инфлацијата, значи генерално на нашите среднорочни видувања, кои што ќе ги соопштиме во јавноста на почетокот на мај. Македонија, Северна Македонија веќе со една нога е во НАТО, Европската унија е на дофат, политичката криза веќе е зад Македонија во последните 2 години. Какво е влијанието врз економијата, врз инвеститорите? Позитивно, за тоа не треба да има дилема, бидејќи со членството во НАТО ние ќе добиеме еден печат на стабилност, очекувањата и случувањата во другите земји во регионот кои што станаат членки на НАТО се дека инвестициите, посебно текот од надвор, ќе се зголеми во земјите од регионот, некаде во просек за 2 пати се зголеми. Ако ние имавме странски инвестиции во изминатиот период во просек некаде 2,5%, тоа значи сериозно очекување за стапка на раст која што ќе биде двојно повисока. Тоа значи дека ќе дојдат инвестиции кои ќе отвараат работни места, кои ќе прават подобро платени работни места и со тоа ќе ја движат економијата, но и ќе го подигнуваат животниот стандард на граѓаните. Гувернерке, кои се опасностите за една мала и отворена економија како што е Македонија со оглед на генералната и глобална економска слика во светот? Добро, значи јас и како што споменав, самата отвореност по себе значи поголема изложеност на надворешни шокови и надворешни ризици и пренос врз нашата домашна економија. Ние постојано значи ги следиме случувањата во надворешната економија и се обидуваме врз основа на најновите проценки да процениме какви се импликациите врз домашната поварувачка, затоа што тоа е тоа што на крајот би влијаело нели на реалниот раст на нашата економија и во другите макроекономски сегменти. Факт е дека постојат ризици во глобалната економија, како што посочивте и вие и министерот, глобалните тензии кои што може да ескалираат понатаму, Брекзитот како прашање, геополитичките тензии. Меѓутоа, сепак, може би е важно што ММФ предвидува забавување на глобалната економска активност, меѓутоа сепак тоа не е рецесија, значи се работи за забавување на растот. Минатата година растот глобалниот изнесуваше некаде околу 3,6%. Проекциите на ММФ прво беа дека ќе имаме раст оваа година некаде 3,7% и наредната година 3%. Сега ги ревидираат надолу, но ревидираат на стапка од 3,3% оваа година. Притоа, ако се гледа динамички, се гледа дека тие за наредната веќе година предвидуваат одредено забрзување на стапката на раст. Секако во своите проекции тие ги апострофираат ризиците, особено негативните ризици, затоа што во самата базична проекција тие
надградуваат одредена материализација, но не и целосна на ризиците. Дали е загрозена стабилноста на денарот според вас? Не, воопшто, апсолутно не можеме да зборуваме дека е загрозена стабилноста на денарот. Ние имаме значи сепак проекции, платнобилансни проекции кои што предвидуваат и на тамошна акумулација на девизните резерви, задржување на сосем адекватно ниво, конзистентно со оваа монетарна стратегија која што ја спроведуваме, тоа стратегијата на одржување на стабилен девизен курс на денарот во однос на еврото. Впрочем, ако ги гледаме движењата минатата година, ние имавме на тамошна значајна акумулација на девизните резерви, а клучниот фактор кој што придонесе за тоа се значајните девизни приливи на пазарите кои што помогнаа за акумулација на девизните резерви. Министре, се наоѓаме во Вашингтон. Една од главните теми во американските медиуми се тензиите со царинските тарифи меѓу САД и Кина. Можат ли тие негативно да се одразат врз Македонија, например? Тоа генерално го коментирав во првото прашање, значи да, постои волатилност во глобалната економија, тоа се одразува во проекциите на реномираните меѓународни институции, но доброто е што нашата земја се движи во добра насока и еве директно да одговорам дека ние се правиме да економијата оди напред. Сите показатели укажуваат на тоа, например кај нас индустријското производство и во такви случувања глобални каде што имаме битка со царински тарифи и слично, и остварува одлични стапки на раст. Например, во првите 2 месеци од годината индустријата расте со 10%, исто така извозот има стапка на раст од 6,8%, странските инвестиции изминатата година беа највисоки од независноста, исто кредитирањето на предпријатијата, значи движењето на бизнисот е подобро од било кога во последните 5 години. Се ова укажува дека македонската економија е закрепната и дека може да остварува добри стапки на раст, а веќе тоа и го покажуваат и признаваат и меѓународните институции со тоа што ние зголемија проекцијата за раст од 2,8 на 3%. Неизвестноста околу Брекзит се чувствува не само во Европа, туку и во Соединетите Американски држави. Има ли некакво влијание врз Македонија со оглед, како што споменав, е мала и отворена економија? Ние имаме британски фирми кои што работат, но ние се подготвуваме како влада за различни сценарија. Прво, ние сакаме тие компании да бидат безбедни, да не биде нарушено нивното функционирање. Имаме подготвено сценарија за сите варијанти и за доколку дојде хард Брекзит или ако се оди, еве сега известно е одложувањето на Брекзитот, следиме, но сме тука и да излеземе во пресрет на британските компании, но и да ги штитиме интересите на домашните компании. Накој со една ваша оценка од позиција на министер и од позиција на гувернерка, следниве 12 месеци каква економска клима ја очекува Северна Македонија? Проекцијата на Министерството за финансии е дека за следната година, за 2020, растот ќе биде 4%. Ние покажавме со нашата проекција од минатата година, бевме најблиску од сите, дури од меѓународните институции, имавме најточна проекција во однос на реализацијата. Сега тоа беше проекцијата за 4% за наредната година е есенска наша проекција. Мислиме дека со позитивната насока на земјата, со членството во НАТО, дека македонската економија има потенцијал не само да го оствари тоа, да оди повисоко, посебно ако се остварат нашите очекувања за посилен прилив на странски инвестиции. Вие, гувернерке, дали се согласувате? Како што споменав со октомвриските проекции кои што ги имаме направени, кои се всушност среднорочни проекции, базичното сценарио е на тамошно закрепнување на нашата економија, значи постепено забрзување на стапката на економски раст. При тоа очекуваме тоа да биде стапка на економски раст која што нема да значи големи јазови во делот на потенцијалниот производ на нашата економија и оттаму гледано не очекуваме таа да креира некои инфлацијски притисоци. За инфлацијата значи проектираме во просек да биде 2% на среднорочен период
и значи повторно тоа да биде раст, кој со исто така нема да креира позначени неравнотежи. Предвидуваме дефицитот на тековната сметка, кој што е нашиот структурен проблем всушност, да се задржи на умерено ниво, некаде 1% од БДП или нешто над 1% од БДП на среднорочен период. Ви благодарам за разговорот, за гласот на Америка. Ви благодарам.